На секој град се потребни инвестиции и проекти, меѓутоа во моментот она што е приоритетно на семејствата, па и на останатите граѓани, затоа што Кочани е помал град, сите фамилии се некако поврзани, она што им е потребно е психосоцијална поддршка, финансиска поддршка на семејствата и секако здравствена поддршка. И кон тоа треба да се насочиме и доколку навистина позицијата власта е навистина загрижена, тогаш треба да го прифати предлог решението кое што го поднесе Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, нашата пратеничка група, и да седнеме, да разговараме, да видиме ако имаат некакви идеи да се променат, да се дополни одредбите, тогаш да ги дополниме и да им излеземе во пресред на семејствата во Кочани. Така, добра, ајде предлагам да се префрлиме и малку на политичките теми со оглед нели во интерес на времето да опфатиме се што е актуелно. На неколку месеци пред локалните сведоци сме дека се случуваат превирања во владината коалиција, еве така би ги нарекла, затегнати се односите внатре во коалицијата. Не мислам сега конкретно на ВМРО, ДПМНЕ со другите нели коалициски партнери, пред се тука мислам на односите меѓу Вреди и Таравари кои што сега неизвестно е дали ја напушти или не ја напушти коалицијата Вреди, го повикуваат да се врати или нема да се врати. Сами рече дека уште неколку денови му остануваат на Таравари како министер. Стабилно ли е парламентарното мнозинство во моментот и како вие гледате небе на ваквите случувања во владината коалиција? Има ли нели можност или да се промени нешто, да ослаби владината коалиција и дали воопшто тоа ќе влијае еве и на исходот, односно на резултатот од локалните избори? Со оглед на несогласувањата, нели секако нема да настапите заеднички? Значи, и така како е стабилно парламентарното мнозинство, таа тема мислам дека треба и веќе да ја затвараме, заради тоа што станува збор за многу голема бројка на пратеници кои се приклони кон поддржување на владата која носи реформи, просперитет и добра иднина за Република Македонија. Она што е интересно... Добро, меѓутоа вие целевте кон двотретинско мнозинство, сега во случајот дури нели со оние 5 пратеници доколку Таравари официјално излезе и ги повлече заедно. Со него ќе се намалат, па некако се оддалечувате повторно. Па, знаете како, кога става збор за двотретинско, и така луѓето ја препознаваат уникатноста кон носење на такви закони и колегите пратеници знаат да поддржат такво нешто, така да тоа не би ме не би представувало некоја тема за анализа, да речем. А што се однесува до оние превирања во партијата Вреди, тоа за господинот Таравари ќе кажам дека тој едноставно има право на избор. Тој сега е пред избор. Дали тој ќе избере црно или бело, тоа е негов личен избор и на колегите пратеници кои него го поддржуваат. Намерно ги двојам тие две групи, бидејќи личен избор како председател на партија е едно и тој може да одбери како председател на партија, дали ќе биде во групата на оние кои сакаат реформи, просперитет и нешто убаво за Македонија, или пак да се врати и бирајќи ја онаа црна боја, да се врати назад кон оно друштво кое што значеше 7 години криминал, корупција и се нешто негативно за Република Македонија. Добро оставен му е простор нели на Таравари веројатно да се предомисли или да... Но она што е кристално јасно е дека на локалните избори ВМРО ДПМНЕ секако нема да коалицира со некој кој што дупло игра или пак некој кој што сака да прави коалиција со онаа политичка партија која што правила штета во минатото. Доколку продолжи комуникацијата Таравари Ахмети или Таравари со било кој од нели представници од ДУИ, дали дефинитивно ќе се бара исклучување негово од владата, од владината коалиција? Значи, пак ќе кажам, негов е изборот каде тој сега ќе оди, наоѓајќи се на оваа раскрсница на која што самиот тој се донесе. Дали ќе оди кон црната страна или кон белата страна, поддржувајќи ја оваа влада која носи просперитет за Македонија, тоа е негов личен избор.
Добро, Тренчевска, како вие гледате на овие превирања во владината коалиција? Еве имаше пораки од страна на вашата партија, партијата од која што ја представувате денеска овде во студиото, дека владата ја остануваат неколку месеци, неколку денови, дека е разнишана и очекувано ли беше ова според вас, еве вакво едно разидување во коалицијата вреди која што стана дел од владината коалиција да се случи за толку краток период, еве би рекле, бидејќи една година од прилика е функционира оваа влада. Неполна година функционира владината коалиција и после година дена многу брзо се покажа дека нешто внатре нешто има во самата коалиција. Секој ден сме сведоци на изјави од политичките субјекти внатре во Влен. Од една страна таравари кон останатите субјекти кои што се предводени од Касами, Ибрахими и Меджити, а особено нетрпеливоста кон Меджити и таравари е очигледна и од страна на овие три политички субјекти во вреди кон таравари. И сметам дека очигледен е исходот, дека иако по состанокот средбата на премиерот со таравари се даде дополнително време, мислам дека тоа е само купување на време, дека очигледна е таа нетрпеливост внатре во вреди и дека таравари ќе излезе од коалицијата, а со излегувањето од коалицијата јасни се пораките на останатите од вреди дека нема место за таравари во власта, што значи ќе премине во опозиција и не знам од каде им е сигурноста и на колешката, меѓутоа и на сите останати од мнозинството дека петте пратеници кои што се дел од алијанса на албанците на таравари ќе преминат, ќе останат во она што ќе остане од вреди и дека нема да отидат со таравари во опозиција. Не знам дали ли вие можеби некакви такви разговори на ниво на пратенички групи внатре во собранието, бидејќи ве велите очекувате дека ќе преминат во опозиција, меѓутоа таква јавна изјава до сега од таравари немаме слушнат. Па не може да останат во власта после тоа што го слушнавме, јасни се ставовите и на Меджити, особено на Меджити и на останатите. Добро, сметате ли дека можеби некои од тие петмина пратеници ќе донесе своја индивидуална луѓе кои што имале некаква комуникација со ДУИ. Јасна е пораката и очигледно е дека таравари ќе си оди од власта и од Влен. Ако не е во власта, тогаш не може да биде позиција, мора да биде опозиција. Не знам, не можам да предвидам каде како политичка партија или како пратеничка група кај ќе се позиционират, кон ДУИ или кон некој друг, тоа си е внатрешна работа и навистина нема потреба да се мешаме во внатрешните работи на политичките партии, меѓутоа јасно е дека излегува од власта. И излегува од вреди дека она што и сами како одлука си го донесува на највисокото партиско тело, дека ќе одат со сами на локалните избори, со своји листи за советници, така да очигледен е исходот, се купува време, двотретинското мнозинство е доведено во прашање, секако е доведено во прашање, не знам од кај е сигурноста на ВМРО дека ќе овие пет пратеници кои што се во алијанса ќе останат. Добро, и без тие пратеници сепак тие имаат доволно пратеници за имат за просто мнозинство. Многу повеќе од 61. За просто мнозинство. Меѓутоа ниту една реформа во државата не се прави со просто мнозинство. И па зошто бе за се она што треба и што следи понатаму им треба двотретинско мнозинство. Добро, се оддалечуваат од двотретинското мнозинство во случајот. Дефинитивно тоа се покажа на седницата на собранието што ја имавме сега во вторник. Требаше да се гласа за
одлуката што има донесено Комисијата за избори и именувања. Бајги, неколку колеги се на Не, службено патување. Видете, сега на службено, ако правиме тема од нешто вие што навистина не доликува сега да ја ова манипулираме вака јавноста. убаво може да го кажете во јавноста, меѓутоа јавноста нема да ви верува затоа што ако вие се имавте преброено претходни, бевте сигурни дека немате мнозинство, немаше да ја ставате точката на дневен ред, ниту пак во државата седницата се носат. која што не беше завршена се однесуваше на Советот за АВМУ. Вие ги ставивте, па ги повлековте, затоа што го немавте потребното двотретинско мнозинство, колешке. А дали јас сум информиран или не, јас си го читам дневниот ред и знам која точка треба да се разгледува на седницата на собранието. Сега јас зборувам, ве молам, ве слушав. Ама вие ве слушав. Знаете како сега, правите, Јованка? Дайте ми по јас три да пати си истото го повторувате и навистина е мое право, колешке. Ве разбирам, затоа мое имате право. вака другарство. Јас не ве навредувам и не велам дека и вие постопати некои работи повторувате. За работите да Зошто станат. навреда? Не. За работите да станат јасни на јавноста. Понекогаш и по повеќе пати ќе повторуваме. Затоа што вие очигледно си ги ставивте розовите очила и на јавноста им прикажувате дека во државата се розово, дека се прават реформи, дека економијата оди нагоре, дека животниот стандард се повторува. Не, колешке, се лажете вие самите. Вие не може јавноста да ја излажете. Па така и за оваа прашање. Ќе видиме, времето ќе покаже како ќе биде со двотретинското мнозинство и кој од Алијанса на албанците на Таравари ќе остане кај Таравари или ќе премине во некоја друга пратеничка група. Ако ми дозволите само една повелете, ајде да конкретно значи, околу седмицата за која би сакала да прокоментирам заради тоа што колегите од опозицијата се загрижени за двотретинско мнозинство. Ама јас сакам да повторам јавно е тоа дека 2022 година Димитар Ковачевски беше избран едва и со 62 пратеници. Тие киднапираа пратеници, почитувани. Зарем тоа вреди да го спомнуваме? Значи, оставете, парламентарното мнозинство си е и текако стабилно, и текако колегите ги препознаваат реформските пакети, па зарем вие нема да гласате за нацрт верзија или некои закони кои ќе доаѓаат од пакетот на тоа што значи реформската агенда, ќе гласате. Зошто да се грижиме за нешто за кое што е сигурно дека ќе се случува? Ве молам, парламентарното мнозинство и такако е стабилно. И навистина нема потреба овде да дебатираме за нешто што е многу и такако сигурно. А со колегите јас би ви препорачала така и малку да имате и разговори, да знаете и какви се нивните размислувања. Па би можеле тогаш со некаква слобода да кажете дека ете некој е пристрасен кон реформите и добра иднина за Република Македонија. Ајде малку околу излегувањето, евентуалното излегување на Таравари. Велите дека очигледно е дека во владата не го сакаат доколку се докаже дека имал комуникација и дека уште комуницира или има некаква соработка со ДУИ. Но што е со вас? Дали и вашиот лидер на партијата во една прилика рече дека не исклучува можноста да се направи некаква соработка дури и со Таравари доколку и официјално ја напушти владата? Ќе соработувате ли вие со него доколку има комуникација со ДУИ, доколку тоа биде причина да ја напушти владата? Видете, ние како политичка партија сме отворени за разговори со секој политички субјект во државата. Дури доколку има комуникација со ДУИ, имаат некаква соработка, па да имаат дополнително соработка и со вас? Со секоја политичка партија со кој што вредносните принципи, програми ни се пресретнуваат. Со кој што ќе имаме меѓусебно почитување. И со кој што ќе можеме се тоа што ќе го ветиме да го испорачаме на граѓаните, нормално е дека ќе имаме разговори и преговори и во моментот председателот е овластен од Централниот одбор да ги прави преговорите со политичките субјекти во државата во пресрет на коалиции на локално ниво, така да со одреден дел
се веќе финализирани преговорите, со одреден дел од политичките субјекти траат овие преговори, а верувам и дека во времето до отпочнувањето на локалните, на кампањата за локалните избори, на составувањето на советничките листи, на изборот на кандидати за градоначалници, дека ќе имаме и со нови политички субјекти со кои што ќе траат преговори. Како социјалдемократи, како демократи и како политичка партија, од секоја сме биле отворени за преговори со политичките субјекти, се и, како што реков, доколку вредностните принципи и програми ни се пресретнат и доколку таа меѓусебна почит помеѓу политичките субјекти е на вистина почит. Дали досега имало било каква комуникација со Таравари или се чека да се знае конечниот исход околу неговото позиционирање? Она што јас го знам и она што го слушнавме и во медиумите од страна на председателот Филипче, досега дека немаат комуникација, никаква комуникација со Таравари. Добро, ајде малку пак околу мнозинството. Рековте дека владиното мнозинство, владеачкото мнозинство е стабилно во собранието, меѓутоа што е со Бадентеровото мнозинство? Може ли тоа да биде загрозено доколку нели се донесе одлука Таравари да ја напушти владата, па со тоа ги повлече евентуално и 5 пратеници кои што доаѓаат од неговото крило во Алијанса и ќе му даде ли можеби тоа сила на дуј во парламентот? Дали може би сметате дека тоа е целта на излезот на Таравари од владата, доколку тоа се случи? Јас верувам дека ќе се најде решение за секоја можна ситуација. Таква е позицијата и таква е ситуацијата во собранието сега. Но она што би можеле сега да го прокоментираме е врз база на предпоставки, нели? И не би било во ред и исправно да шпекулираме на таков начин. Да оставиме овој период кој што го спомнуваме сите, да се донеси одлуката, да видиме господинот Таравари каде ќе одлучи да оди. Дали ќе оди кон белата страна или кон црната страна и потоа веќе ќе бидат многу појасни работите. Добро, во случај со Бадентерот? Знаете како, пак ќе повторам и она што претходно го кажуваме. Кога станува збор за закони кои се носат со Бадентер, верувајте ми, има многу соработка и има надеж истите да бидат донесени. Значи, за добри закони сите даваат поддршка. А такви, впрочем, ги имаме многу. Ајде, уште малку имаме до крајот на емисијава, ајде да го прокоментираме и она што исто така денеска помина во една таква, би рекла, прва фаза во собранијата, а тоа е предлог измените на Законот за локална самоуправа, со кој што се предвидува градоначалник во иднина да може да биде отповикан на референдум. Како што реков, ја помина нели онаа фаза во Собраниската комисија, дали опозицијата ќе поддржи такви законски измени? Истравувате ли дека може би, доколку поминат ваквите измени, може би во иднина некој ваш градоначалник да биде разрешен токму преку ваков начин, преку референдум? Не стравуваме, ќе започнам од последното прашање. Не стравуваме дека некој од нашите градоначалници ќе биде отповикан од функцијата градоначалник. Меѓутоа, ќе се насмеам овде колешката, последниот збор на колешката и беше многу убави закони. Еден од ваквите убави реформски закони е токму и убави во наводници. Мислам да не сватат погрешно. Да, имате премногу. Немате ни еден закон што е реформа, вистинска реформа, се вие шминка, една ваква законска шминка и денешниот и законот за локална самоуправа кој што е во процедура. Очекувавме да видиме. Тоа значи дека нема да го поддржите бидејќи очекувавме да видиме закон кој што навистина ќе направи некаква суштинска промена на она што го бараат градоначалниците во самото функционирање на локалната самоуправа, освен одредбата за отповикување на градоначалникот, ние немаме никаква реформа во овој закон. А што превземавте вие за да го подобрите законското решение? Нема, значи, дали за едно вакво законско решение требаше да се организира јавна расправа, колешке. Требаше да се организира пред да дојде во собрание, да дојде министерот. Знаете ли колку пати во ЗЕЛС се комуницираш и Министерството за локална самоуправа? Јас не сум член на ЗЕЛС, јас сум член на собранието. И ако баш дека сте член, сте требало да реагирате во комисијата. Ако министерот дека не е добар нели законот, ги почитува претениците, ќе направиш една јавна расправа
пред да го пушти за пратениците. А вие пред побаравте, го бевте одбиени? пушти. Ма чекайте, дали треба да барам? Не. Навистина, не сум дел од комисијата за локална самоуправа, додека Не ти сум не се дел ни случуваше. јас, додека ти меѓутоа не се ги случува- Ама читам имате став законите. сега. Имам став. Аха. Имам став, Бидејќи затоа што давате ги читам критика, законите. а вие како пратеник имате можност да го поправите сето тоа. Јас знам како било и опозиција кога сме Има биле, време и за поднесувавме амандмани, можеби ќе поднесеме, ќе Секако. одлучиме, затоа што амандман, и сама знаете, вие сте подолго пратеничка од мене во собранието, мене ми е прв мандат, вас втори или трет, не знам кој ви е, втор. И дека Имав можност да ве гледам како министер како работите. Ако апсолутно и знам дека сте задоволни и граѓаните се задоволни од тоа што како министер го сработив. И оние 2252 што им ја скративме, Што им скративме? скративте вие можноста регуларно да земаат социјална помош. Како регуларно да се така и Де кажете ми, малверзициите, нешто вака. При крај на емисијата сме ве молам само излеговме од темата, меѓутоа вака, со вакви... Дали ве разбирам добро дека не планирате да го да го поддржите ваквото законско решение и конкретно за одредбата и за отповикување на градоначалник е прифатлива за вас или меѓутоа само околу тоа да планирате реплицирам на амандмани? колешката дека без факти која се зборува за нечие работење навистина е претерано. Ако имате нешто конкретно, колешке, можете со факти да кажете Сакате дека уште сум некој факт да направила. набројам? Не, а во однос, Добро. Јас слободно мислев дека ќе кажете. Факти. Ама да испочитуваме факти, телевизијата колешке. сепак. Факти кажете, Имам не јас зборови. факти, верувајте, Не имам напразно молам сосема да на крај на зборувате. емисијата сме околу Само законот за околу локална закон за локална самоуправа. самоуправа, значи законот е шминка, нема никаква вистинска реформа за онаа што го посакуваат градоначалниците и граѓаните, за да може да се зајакне улогата на единицата на локалната самоуправа, така да како социјалдемократски сојуз, како пратеничка група нема да го поддржиме законското решение. Нема. Така, добро. А очекувате ли вие дека треба нешто да се подобри околу овој закон и еве истото прашање за крај, само ве молам многу кратко, стравувате ли дека токму ваш градоначалник Војдина може да биде разрешен преку Значи, тоа ваков ја референдум? кажува нашата намера да бидеме транспарентни и отчетни пред граѓаните. Локалната самоуправа и градоначалникот има можност само да има можност поентирате. да менаџира со општина. Оној градоначалник што ќе работи честно и вредно, тој ќе биде поддржан. И тој нема да се соочува со вакви проблеми. И сето ова дава кон тоа да имаме транспарентни и отчетни А може ли да биде градоначалници. злоупотребуван таквиот закон доколку се донесе? На каков начин ќе биде злоупотребуван ако градоначалникот е пример за општината, ако градоначалникот е труделюблив, вреден, какви што имаме и примери. Така. Наместо да се зголеми делот на финансиски да се помогне локалната самоуправа да има повеќе приход и од даноци и од се, да се направат други реформи, најголемата реформа за ВМРО ДПМН е градоначалникот да може да биде имате можност вие преку амандмани да иницирате и такви одредби да бидат додадени или да биде амандмани подобрен можат да се законот. дадат само на оние членови кои што се офатени со измените. Ако она што ние го сакаме како суштинска реформа не е дел од измените, не се членовите, не може да поднесеме амандмани, така да не ја лажеме јавноста дека можеме на цел закон да поднесеме. Значи не е шминка законот. Не, законот е шминка. Законот нема суштина, како се друго што е досега донесено во собрание, нема реформа, колешке. Ви благодарам и на двете за вашето вечерашно гостување. Почитувани, вам ви благодарам што не следевте. Останете со програмата на Канал 5, имајте и пријатна вечер и пријатен викенд.